Добро утро, му велам уште еднашка на Миле Левков. Се надевам дека не е проблем што сте толку рано во Алфа. Добро утро, благодарам на поканата е во ова утринска политика и за појадок. Може би некого ќе му дојде многу, меѓутоа како што рековте, важно е да бидеме информирани. Така е, за да можеме порационално да пресудуваме и впрочем и да носиме одлуки, сепак ни предстојат избори без разлика дали предвремени или редовни, како и да е, неопходно ни се да ги слушнаме анализите кои имате да ги кажете во овој случај вие ова утро. Сега не може да ни се започне со она што е наактуелно, имено иако синоќа инцидентот што се случи на отварањето на Преспа форумот ги засени пораките кои беа подоцна испратени, мораме да искоментираме и дека символиката на случувањето според она што можеше да се прочита синоќа и утрината на социјалните мрежи е дека падна бимот како што впрочем почна да паѓа и државата после потпишувањето на Преспанскиот, но да не губиме време на таа символика, еве јавноста самата се суди па се коментира. Оние пораки две-три особено кои ми оставија впечаток заради тоа што детално му го прочитав говорот на премиерот од синоќа на отварањето, се би рекла, би можел односно слободно да кажам дека се еве лаги. Баш онака клучно категорично лаги. Ајде да почнеме од првата. Тој вели дека по долги 17 години, минатата година сме успеале да ги започнеме преговорите со Европската Унија со целосна заштита на идентитетските одредници на македонскиот народ. Потоа вели, пример сме за држава која што преку функционални политики на диалог ги унапредува добрососедските односи. Првата лага е дека се почнати преговорите, втората е дека имаме унапредени добрососедски односи. Впрочем, од она што го гледаме со Бугарија, можеме само и само да заклучиме дека никогаш не сме имале полоши соседски односи со нашиот источен комшија, народски речено. Зошто се уште се форсираат ваквите реторики и ваквите пораки кога нема ни мало дете во држава која знае дека не се почнати преговорите? Па еве да започнеме со фактите, со оно што е основно. Факт е дека Ковачевски е неизбран нелегитимен премиер. Како неизбран ад хок доведен премиер, тој нема никаков легитимитет да ја води државата и гледате дека и сами од себе си се поставува како некој логичен следбеник на политиките на Зоран Заев и политиката која што ја водеше. Се сеќавате вие јавноста добро се сеќава најпрви со на селфито во авионот кога славевме дека сме добиле датум, меѓутоа потоа не беше за подценување и наредната година чинам дека имаше през во владата каде што Оливер Спасовски заедно со Бујер Османи бесрамно на целата македонска јавност повторно и најавуваа дека сме започнале преговори со Европската Унија. Сега гледате дека нема ништо ново во тоа, иако преговорите не се започнати, иако секој ден практично зборуваме за уставните измени како услов за втората меѓувладина конференција, да не зборуваме дека Македонија доби една правна креативност и вакво одделување на процесот на самото започнување на преговори. Еве тој бесрамно се навраќа на истата реторика затоа што смета дека можеби на Заев или на таа политичка постава во даден момент му купила определено време, меѓутоа сега со тоа може да излезе само смешен. Така да не е она што е најстрашно што паднал видео бимот на самиот Преспа форум. Најстрашно е тоа што гледаме дека за жал и овие луѓе кои што треба да ни водат државата немаат никаков ни кредибилитет, ниту легитимитет, ниту пак одговорност и еве гледате како се охрабруваат да говорат лаги во лице на целата јавност. Практично она што му останува на Ковачевски е само да плаќа скапи агенции, скапи пиар реклами, скапи Facebook реклами, знаете, секојдневно можете да ги видите на Facebook, да се обидува со некои лаги, да си ја задржи својата позиција, затоа што целосно е немојте ни гледаме дека државата ни потврла практично и буквално на секое поле, така да и народот знае дека време е тој да си оди. Така, она што јас како новинар не можам да го прифатам, односно не можам никако да си најдам логично објаснување. Прво пред се фактот на пласирањето на ваквите лаги, едноставно зошто еден политичар кој е прв човек на извршната власт би можел да верува дека ваквите лаги поминуваат, и второ она што стана тенденција, сте го забележале сигурно, впрочем ние новинарите особено, е дека во последно време едноставно не се канат медиумите на одредени јавни настапи на премиерот,
си ја носи владината камера, тука завршува се, или пак наназад одредени министри изричито најавуваат во настаните на денот или јавните настапи каде што ги имаат, дека нема да има новинарски прашања, односно дека нема да биде дозволени, туку дека ќе има само обраќање. Дозволиво ли е тоа во 21 век да се исклучувате така од гласот на народот, а тоа се новинарите, едноставно да се обидувате самите да си правите некаков пиар кој не ви поминува реално? Она што е интересно и она што е факт, замислете оној кој што денеска ни е премиер во државата, замислете нема добиено ниту еден глас на легитимни избори. Сега замислете Ковачевски во неговата историја, ниту еден глас на слободни, фер, демократски избори кои што биле организирани во било каква организација, дали се локални, дали се централни, тој нема добиено ниту еден глас. И сега така доведен, ке се сеќавате како се шеташе како записничар по Заев, така доведен му останува да продава ароганција и таа ароганција ја гледаме и во собрание. Ние сме свесни во собрание кога ќе дојде на пратенички прашања, наместо одговори добиваме навреди, контрапрашања, спинување и така натаму. Јавноста стана свесна за тоа преку неговиот однос кон новинарите, каде што нададени прашања од новинари кога тој треба да ги одговори, затоа што тие прашања практично доваѓаат од јавност и доваѓаат од народот, тој гледате како се поставува со контрапрашање и тоа сте свесни дека заврши со негови приватни, со посети на приватни компании во кои што беа најавени само негови пиар тимови на камери. И ќе ве потсетам дека тоа не се случува само со Ковачевски, и во судскиот совет истата ситуација која што беше затворена за јавноста. Односно, како се влошува ситуацијата во државата, јавноста забележува дека постепено се исклучува од можноста да биде информирана. Најпрво судскиот совет ги затвори вратите, имате премиер кој што не одговара на прашање, имате премиер кој што неодговорањето на прашање го качи на едно друго ниво, па сега ги нема новинарите, пратеничките прашања ги избегнува со спинови, со ширење на лаги и така натаму. Зошто? Затоа што оној кој што не е избран од народот не чувствува никаква одговорност кон луѓето, не чувствува никаква одговорност кон оние практично кои што го носат народниот суверенитет. И кога сме во контекст на сето ова, уште една порака интересна, впечатлива од синокешниот говор, вели по договорот од Преспа и членството во НАТО, значи на Ковачевски говорот, а потоа вели од почнувањето на преговорите со Европската Унија, Македонија бележи историски рекорд на вредност на странски директни инвестиции во износ од над 750 милиони евра и тоа во најкризната година. Добро, кои се овие странски инвестиции од над 750 милиони евра? Сега знаете каква е работата, ако е потребно се лажеме, ќе се лажеме. Меѓутоа, велат на лагата и се кратки нозете. Која ја гледате економијата и она што се случува во Македонија, сите параметри, дали станува за економскиот раст, за кој што Светската банка потврди дека е најнизок во Европа. Имаме економски раст кој што е во рангот на Украина, кој што е во војна и Белорусија, и тоа се официјални податоци. Имаме инфлација која што е највисока. Имавме струја која што ја плаќаа бизнисите и домаќинствата која што е најскапа во регионот. И сега доаѓаат странските директни инвестиции. Странските директни инвестиции треба да ги гледате во контекст на регионот, во контекст на Западниот Балкан. Ако и погледнете во контекст на Западниот Балкан, ќе видите дека Македонија со владата на СДСМ и ДУИ има катастрофално потфрлување во странските инвестиции. Имено не ги гледаме, само ги слушаме. Така, и оние бројки со кои што тие се фалат се реинвестиции. Ние практично немаме нови странски инвестиции со кои што ќе имаме трансфер и на технологија, трансфер и на капитал, на работни места и така натаму, да не зборувам за придобивките на странските директни инвестиции. Имаме едноставно реинвестирање, меѓутоа и кога станува збор за реинвестирање, ќе видиме дека Македонија паѓа најниско во нивото на Западен Балкан компаративно на пример со Србија, компаративно со Албанија или компаративно на пример со Црна Гора, која што има 3 до 4 пати помалку население, има странски инвестиции кои што се на исто ниво или малку повеќе од Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека странските инвеститори немаат доверба во државата. Ја гледаат како нестабилна, несигурна. И тоа е повеќе од јасно затоа што ако имате држава која што е водена од нелегитимен председател, која што тоне во корупција, најверојатно и вие би се помислиле дали би инвестирале. Затоа во Македонија нема нови странски инвестиции, дел од бројките се реинвестиции, меѓутоа компаративно со бруто домашниот производ и компаративно со регионот се поразителни податоци за владата на СДСМ и ДУИ. Дали тоа ќе си го признае или тоа ќе биде констатирано од стручната фела, а тој ќе се обидува вака да спинува, е се едно.
Затоа што штетата за економијата останува и е нешто што не може да биде сокриено со пиар изјави, ниту пак со Facebook реклами. Ливков, зошто на СДСМ и барем делумно ќе се сложите во јавноста и успеа можеби, активирајќи ги сите новинарски перијаници, медиумски варијанти, невладени организации, нивни поддржувачи, колумнисти и слично, да наметне тезата дека ВМРО ДПМН се согласи на уставни измени? Па затоа што овие двата предлога кои што беа дадени од председателот на ВМРО ДПМН професорот Христијан Мицковски на лидерската средба практично ги извади од памет, затоа што ги разобличи и ДУИ и СДСМ. Односно, имаме два брилијантни предлози, би рекол, со кои што ќе можеме да тргнеме во насока на заштита на македонските национални интереси и ако бидат прифатени, да биде заштитен македонскиот вековен идентитет. Тоа е едната придобивка, а другата е да се одблокира процесот на преговарање. Затоа што вака како што е договорено од троецот Бујар, Османи, Маричич и Ковачевски, за жал представуваат замка и ќорсокак за интеграција на Македонија во Европската унија, односно како да ви кажам, предвидуваат пат на бесконечно преговарање. Самата рамка е така поставена. На овој начин се овозможува одредено одблокирање. И сега ти излегува на површина затоа што ако не бидат прифатени, на целата јавност ќе стане јасно, ќе биде јавно признание дека ДУИ и СДСМ, односно Артан Груби како прв вице-премиер и Ковачевски не име до Европската унија, туку име само до тендерите и до личните интереси. Само е до државна помош за своји блиски фирми, само е за да се купува државно земјиште по 70 денари за метар квадрат и да се основаат семејни фирми кои што ќе се занимаваат со производство, купување или продажба на електрична енергија и потоа, после тој чин, ќе нема веќе место за дебата. Доколку бидат прифатени, како што реков, ќе може да се обезбедат гаранции и заштита на македонскиот национален идентитет. И сето тоа ги извади од памет и ги извади на површина сите оние кои што практично не им мислат добро на Македонија, односно кои ги тераат ја тераат надворешната политика како приватна компанија, би рекол само за задоволување на своји лични интереси, затоа што пред некого се преземени концесии, некаде се дадени ветувања, затоа што не би постоел друга логична причина зошто не би биле прифатени ваквите предлози. Еве, например, она што беше исто клучна тема вчера во рамките на информативните изданија, е таа резолуција за Македонија, односно за признавање на македонскиот јазик и идентитет, реафирмација би рекла на некој начин, од страна на германскиот Бундестаг. Треба ли тоа да ги задоволи, може ли да ги задоволи барањата на ВМРО ДПМН во контекст на оние гаранции од земјите членки на ЕУ? Така е, за кој зборувавте и вие и председател. Резолуцијата на Бундестагот ви кажува само една работа. Еве, една политичка акција која што се случи внатре во државата од страна на опозицијата на ВМРО ДПМН, конкретно од председателот, ви покажува какви последици може да има. Односно, предизвика едни тенденции на движење во кој што парламент на една од највлијателните земји во Европската унија донесува резолуција со која што ќе сака барем малку да се приближи или да даде да ги заштити, да го заштити македонскиот идентитет, поддршка во некој смисла. Да даде поддршка, односно покажува дека дипломатска акција е возможна и од наша страна. Меѓутоа прашањето е зошто Ковачевски и Груби, зошто владата на СДСМ и ДУИ упорно се обидува ова прашање наместо да се води по дипломатски пат, наместо да се унапредат дипломатските односи со останатите држави, да се унапреди нашата позиција. Зошто тие упорно се решаваат да ја обвинуваат опозицијата, да го внесуваат тоа како внатрешно прашање, дополнително, да. Еве и вие тоа споменавте, да шират дезинформации дека немаме спорови со соседите, а ќе ве потсетам дека истата реторика беше на Заев, а јавноста знае дека после неговата најава дека ни се решени сите проблеми со Бугарија, дека почнаа најголемите, историско гледано најголемите несогласувања кои што се појавиле помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. Така да, заклучокот од сето ова е дека потребно е да имаме одговорен однос кон државата и македонските национални интереси. Ако имаме одговорни политичари кои имаат одговорен однос
ние македонците имаме пријатели во светот, ние македонците имаме пријатели во Европа и тоа сакаме да и го кажеме на граѓаните. Ние имаме доверба во сите земји членки на Европската унија, освен во Бугарија. И тоа е основата на едниот од предлозите. Пријателство со сите 26 земји кои што треба да ни гарантираат дека нашиот билатерален проблем со Бугарија нема да стане проблем на Европската унија. За жал, триото кој што го споменав, Бојан, Маричич, Османи и Ковачевски, тој билатерален проблем успеа да го направи наш мултилатерален, односно проблем со Европската унија. Еве, самата резолуција ви покажува дека една акција во државата може да резултира со искрени пријателства од останатите земји членки на Европската унија. А можеше да има веројатно и повеќе, доколку навреме ве вклучува во целата оваа приказна, не ви исклучува да можеше да се лобира барем заеднички во насока на заштита на националните интереси. Сега добро, што ако не ги прифатат предлозите, како што молчат досега, Ковачевски не се произнесува, кои ќе бидат следните чекори на ВМРО-ДПМНЕ? Ние го охрабрувавме Ковачевски, еви ова утринска емисија ќе ја искористам да го охрабрам, да не се крие позади Али Ахмети, да не се крие позади Артан Груби. Ние знаеме дека можеби вака неизбран навистина е Кираџија во владата, можеби навистина и друг ја води играта, и тоа го видовме и во собрание кога прашање упатени до него ги одговараше неговиот прв вице-премиер, и кога не смееше да даде одговор на наједноставни прашања, го охрабруваме. Овде е ВМРО-ДПМНЕ, ние ќе бидеме гарант и за процесите на преговарање, ќе бидеме гаранти за македонскиот национален интерес, нека се охрабри, нека излезе и конечно нека им каже на јавноста дали ги прифаќа или не ги прифаќа, нека го остави спенувањето, нека ги остави Facebook рекламите барем неколку денови, верувајте ми, ова е поважно. Ако ги одбие, тој и сите околу него треба да знаат дека е крај на нивната реторика, и веќе ќе стане јасно на целата јавност дека станува збор само за тендер интереси, за уценети, за уценет премиери, уценета политичка елита во СДСМ, доколку ги прифати, да седнеме конечно и се договориме на начин на кој што ќе бидат реализирани за да биде заштитан македонскиот вековен идентитет и, реков, македонските национални интереси, затоа што на овој начин, вака како што се договорени, Ќорсок. Го споменавте собранието, знаеме што се случуваше токму пред промената на името и пред оние случувања кога осумината пратеници на ВМРО-ДПМНЕ беа клучот практично за да помине промената на името. Сега оваа ситуација многу мина во јавноста, ја толкуваат како слично сценарио, вакви прашања сте добиле безброј пати, но ајде, што е последно? Какви форми на притисоци? Сигурно имате притисоци како пратеници. Видите, самите најави дека ќе тргнеме во поединечни разговори наликуваат на некои мафијашки манири во кои што треба ние да се видиме, треба да разговараме за една важна работа. Има секако вид на притисоци, суптилни, отворени, помалку отворени, прикриени, меѓутоа јасно е дека пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се најдоа под притисок, и се сеќавате и вие и јавноста дека и Артан Груби, и Османи, и Маричич, и Ковачевски лично, како некои јасновици, почнаа некоја кампања пред неколку месеци, има волку пратеници, ни фалат уште еден, двајца, тројца, започна тоа некое јавно пазарање, меѓутоа ако еве денеска го поставите прашањето објективно, колку пратеници недостасуваат за уставните измени, и се обидете објективно да го одговорите прашањето, одговорот е 120. 120. Зошто? Затоа што предлогот не е стигнат во собрание. Со самото тоа што предлогот за уставни измени се шета секаде и не доаѓа онаму каде што му е место, ке ве молам, еве ќе ја потсетам јавноста, какви се тие работни групи, комисии кои што треба да подготвуваат амандмани, кога јасно е дека тој процес треба да тече во собрание. И сега гледате дека истите тие јасновици прават се само тој предлог да биде што подалеку од онаму каде што треба да тече тој процес, а тоа е собранието. Ама добро, свесни се дека ако таму не помине се и залудно. 120 ви недостасуваат. Во моментот, објективниот одговор на тоа колку недостасуваат е 120. Сите, да, практично. Добро, ова значи дека
какви да се притисоците, сепак сите пратеници имаат семејства, деца и така натаму, а знаеме какви може да бидат притисоците, нема да успеат да предомислат ниту еден од актуелните членови на Пратениците група. на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата имаат само една лојалност е кон народот. Овој пат станува збор за едно прашање кое што јавноста е добро информирана. И вие сами знаете дека на анкетите околу 80% од луѓето се запознаени со прашањата, со ова прашање. Исто така станува збор за прашање во кој што ставот на народот е јасен. 80% се против уставни измени под бугарски диктат или на начин на кој што ова трио ги има договорено. Така да, нема двојба кои се нашите ставови. Сега, нашите ставови и цврстината на нашите ставови се, би рекол, дополнети со поддршката од ВМРО ДПМН, од структурите, од председателот на ВМРО ДПМН, дополнети се од поддршката на председателите, лидерите на коалиционите партнери. Така да, сето тоа создава еден амалгам кој што укажува само едно, а тоа е дека нема притисок кој што ќе може да го повтори тоа сценарио. Или да го скратам, уставни измени под бугарски диктат нема. Ги споменавте анкетите, впрочем ги знаеме неколку пати, односно доста често изминатиот период се мери пулсот на народот, гледаме како размислуваат, гледаме кое е расположението, која е политичката свесност и би рекла писменост кај луѓето и знам дека во овој момент тука некаде Сузе кое што секој утро практично ги слуша мислењата, желбите, проблемите на граѓаните кои за жал во било која смисла и да се изложени се некако врзани со политика, па повели Сузе во овој момент знам дека имаш прашање. Многу накратко бидејќи следуваат вестите во 9:30 еве би го запрашала господинот Левков дали на настаните каде што вообичаено и секојдневно се среќавате со луѓето, се среќавате од луѓе од секакви политички профили или се можеби тоа само луѓе членови на ВМРО ДПМН? Така, благодарам на прашањето. Последните посети ни беа замислени на таков начин, посетивме околу 700 населени места, ни беа замислени на таков начин на кој што ги објавувавме средбите, меѓутоа знаевме да влеземе во сред населено место, па разговаравме и со наши поддржувачи, и со неопределени, честопати се среќававме и со поддржувачи од спротивната страна, и она што го кажуваат анкетите е практично и она кое што ќе го видите на терен. Неверојатно добро информирани граѓани кои што да знаете дека се информирани на ниво на професионални новинари или на ниво на професионални политичари, тоа е навистина и за чудење и за поздравување. Верувајте дека ги следат и утринските емисии и вечерните и дебатните емисии, знаат многу и за институциите. Меѓутоа, она што е евидентно е, посетуваме населени места кои што во 21. век немаат канализација, немаат вода за пиење. Посетуваме населени места во кои граѓаните имаат проблем со образование, имаат проблем со здравство, ги осеќаат инфлацијата на својот грб или поскапувањето на репроматеријали за земјоделие. Така да заклучокот е дека државата ни оди во погрешна насока. Има критики кои што се упатени до нас, да бидам отворен, луѓето се помалку и веруваат на политиката на институциите, меѓутоа она што е заедничко, дека вака повеќе не може. Така е. Јас тука ќе му се заблагодарам на нашиот утрински гостин. Се надавам дека уживаш исто како што јас и Сузе уживавме. Миле Левков, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник, ви благодарам што бевте дел од утринската нова. Благодарам на поканата.